почитувани граѓани и граѓанки, денес оттука од Свети Николе сакам да порачам. На прагот сме на еден историски подвиг. Македонија, земја членка на Европската Унија. Поминавме многу време во чекалната и време е за Европска Македонија. И затоа велиме нема откажување од европскиот пат на земјава. Така било, така и ќе остане. Изминативе 7 години се соочивме со многу предизвици. Имавме подеми и падови, но сепак во ниту еден момент не се откажавме. Цело време бевме заедно со граѓаните. Ја зголемивме минималната плата за 120%. Просечната ја зголемивме за 80%, а пензиите ги зголемивме за 55%. 100 милиони евра дадовме за развој на домашните компании, а 2,6 милиарди евра вративме кај граѓаните, кај стопанството со цел да ги поддржиме во време на најголемите светски кризи. Обезбедивме 2,5 пати повеќе финансиски средства од странски директни инвестиции, со што успеавме да вработиме најголем број на работници во државата во последните години споредено со било која декада претходно. Невработеноста беше 25%, денес е 12%. Ја започнавме и енергетската трансформација на земјата. Се потрудивме сите делови на нашата земја да го почувствуваат ефектот од инвестициите. Така може да бидете сигурни дека не го заборавивме ни Свети Николе. Тука изградивме велосипедски, пешачки патики, нешто што му требаше на градот да го личи. Во Свети Николе ја изградивме и првата социјална зграда, а изведени се километри водоводни и канализацијски мрежи, нешто што и текако му недостасуваше на Свети Николе. Ги подобривме условите во сите училишта и градинки. Испланиравме и почнавме со изградба на нов противпожарен дом, а наскоро ќе изградиме и детска градинка во Ерџелија, прва во една рурална населба во овој крај. Но јас знам дека тоа не е доволно. Знам дека можеме и повеќе, знам дека имаше и грешки и не беше се идеално. Дали се тоа кадровски решенија, одредени политики или од односот на некои од нашите соработници и коалициони партнери. Тоа е се едно. Но верувајте дека се знам и ќе дадам се од себе сите тие грешки да бидат поправени во наредните 4 години. Но горцум што можам да кажам дека една работа ја направивме исклучително правилно. Го задржавме европскиот курс и земјата ја придвиживме напред. Денес сме земја членка на НАТО со отпочнати преговори со Европската Унија и тоа за нецели 7 години. Од заробена држава до ова што сме денес, земја, фактор на стабилност на Балканот. До 2016 година оваа држава беше заробена држава во која што една политичка партија злоупотребуваше од телевизии до институции, до се што можеше да се злоупотребува. Ги злоупотребуваше граѓаните, злоупотребуваше и своји членови, за да на крајот главниот нивни ја подвива опашката и избега во Будимпешта. Во наредниот мандат гарантираме просечна плата од 1100 евра и минимална плата од 600 евра, како и 20.000 денари минимална и просечна пензија во висина од 30.000 денари. За младите да не останат дома, мора уште повеќе да направиме. Затоа за секое прво вработување на млади до 29 години ќе одвојуваме по 200 евра субвенции за вработување во новите производствени погони. Исто така ќе одвојуваме и субвенции за купување на стан за млади до 29 години. Планираме и гарантирана плата за млади, вклучително и грантови од 8.000 евра за отпочнување на собствен бизнис. На тој начин ќе овозможиме нашите деца да ја гледаат својата иднина дома тука во Македонија. За учениците и студентите ќе продолжи да има бесплатен оброк, бесплатен превоз и бесплатни екскурзии, бидејќи тоа е потребно на младите да може тука да ја планираат својата иднина. А за нашите земјоделци планираме финансиска поддршка од цели 1,35 милиарди евра.
грантови за мали производствени капацитети за храна од 15.000 евра, за млади земјоделци од 10 и 20.000 евра и грантови за жени земјоделки од 10.000 евра. И ако некој направи македонското земјоделство да го добие статусот кој што го заслужува, тогаш тоа е коносителот во изборната единица 3 Љупчо Николовски. Јас многу пати сум кажал, ќе повторам и овде, најдобриот министер за земјоделие во историјата на Македонија. И затоа Љупчо е втор на листата, а нашата заменичка председателка, жена која што управува успешно цел еден мандат со управата за јавни приходи, без ниту една дамка во својата кариера, без ниту еден лош кажан збор, без ниту една кавга, за разлика од некои пратеници што вие ги имате од Свети Николе што цел ден само кавга прават, таа е носител во изборната единица 3, Сања Лукаревска. Водиме ние грижа и за медицинскиот персонал. Оние кои што секојдневно и неуморно се грижат за нашето здравје. И покрај тоа што ги зголемивме многукратно платите на лекарите во нашиот мандат, за нив ќе има плати од 180.000 денари за специјалистите, како и зголемување на платите на сите други кои што работат во здравствениот сектор. Немаме веќе ниту време, ниту кадар за извоз во странство. Нашите медицинари мора да останат тука дома и да ја градат иднината, грижејќи се за нашите сограѓани. И ќе укинеме и партиципацијата од 20% и јавното здравство за прв пат ќе стане бесплатно за сите. И ме прашуваат од каде финансиски средства. Сега ќе ви кажам од каде. Денес ги гледавте вестите како се расправаат директор, заменик директор, помошник директор, сите могучи директори на клиниката за токсикологија. Па после 8 мај нема веќе да има купишта членови на надзорни одбори, на управни одбори по јавните здравствени установи, директори, заменици директори, помошници директори, тие таму кои што седат и не знаат што прават, по цел ден земаат пари, од 8 мај ќе си бараат друга работа. Во здравствените установи ќе има директор, ќе има раководители на сектори кои се специјалисти, ќе има доктори и ќе има медицински сестри. Джабале бароши ќе одат да работат на друго место, а не да ги трошат парите на граѓаните. И додека зборуваме за ова, сакам да ви најавам и конечна и безкомпромисна борба со корупцијата, и тоа на сите нивоа. Ветувам дека никој, ниту еден функционер, директор, пратеник, раководител нема да биде поштеден без разлика од која политичка партија или неполитичка партија доаѓа. Не очекуваат сериозни реформи во судството, од ветинг на суди и јавни обвинители до проверка на потеклото на имотот на сите функционери без исклучок. Реформи ќе има и во енергетиката. Државните енергетски компании ги враќаме назад кај граѓаните. Секој граѓанин ќе добие акции во вредност од понајмалку 8.000 денари или над 500 евра за едно 4-члено семејство. На берза таа вредност ќе биде уште поголема, а секој граѓанин ќе има право да учествува и во управувањето и право на дивиденда. Покрај ова, во наредните 4 години планираме инсталираниот капацитет на обновливи извори на енергија да го зголемиме за 100%. Овде, во Овчеполието, веќе работиме на решавање на проблемите со чистата вода за пиење, како во градот, така и во Мустафино, Пеширово, Кадрифаково, Сопот, Трстеник, Кнежија и други околни места, значајни за развојот на овој крај, а со планираните проекти ќе се погрижиме да има чиста вода и чиста околина во целата земја. Меѓутоа, почитувани граѓани на Свети Николе, има една голема работа. А тоа е дека само со Европската Унија е можна реална и суштинска промена на нашето општество. Само со Европската Унија можеме да ги подобриме состојбите во сите сегменти на општеството. И од ова нема откажување. Ќе слушнете од ВМРО ДПМН алтернативни решенија. План кој не е ни план. Но, драги мои сограѓани, тоа е единствено ветер во магла. Мицковски е новиот Никола Груевски. Исто како неговиот ментор, и тој ќе го одложува патот кон Европската Унија. Исто како неговиот ментор, и тој ќе обвинува Европската Унија за неговите неуспеси и за неговата неодлучност. И верувајте, исто како Груевски,
и тој ќе ни изгуби уште цела една декада од нашите животи, од животите на нашите деца и од животите на нашите внуци. Време кое едноставно веќе го немаме за губење. И гледаме дека веќе растат тензиите на изборите. И има причина за тоа. Овие избори се клучни за нашата иднина. Овие избори се глас за или против нашата европска иднина. Овие избори не се за бисквити и гурабии. Мене тоа воопшто не ми е смешно. Затоа што кога ќе слушнам заканувачки тонови, тогаш веднаш ме подсетува на она што се случи пред 20 и кусур години по планините околу нас. И сакам да им порачам на албанската заедница. Ова е и ваша земја. Никој не може да ви ги земе правата. Тие се запишани во уставот, но вие имате и одговорност. И ако се наделате дека некое незадоволство ќе се претвори во насилство, се лажете. Прво, граѓаните нема да го дозволат тоа и никој здраворазумен нема да го дозволи тоа. Но сакам да му порачам и на Мицковски. Внимателно по патот кој сте го фатиле. Затоа што и тој пат има последици. Секоја блокада на европскиот пат не е само стагнација. Тоа е и враќање назад. Назад во 2001 година или кој знае во која година назад. Нашето национално единство е се уште кревко. Не може да си дозволиме кој било да си игра со него. Имам и порака до сите граѓани без разлика од каде доаѓаат. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од секогаш бил партија која покажувала лидерство и одговорност. И само СДСМ може да го предводи обединувањето на граѓаните и на државата за една заедничка идеја, за идејата за европска иднина. И само СДСМ ја има таа моќ да може да ги поврзе сите луѓе во државата. И само СДСМ го има клучот за подобра, безбедна и одговорна иднина. И затоа, драги сограѓани, одлуката денес е многу едноставна. На овие избори одлучуваме помеѓу надеж и безнадежност. Одлучуваме помеѓу заглавување во минатото со ВМРО ДПМН и неоткажување од иднината со СДСМ. И ви уверувам, почитувани другарки и другари и драги сограѓани, ние нема да се откажеме од ништо. Изборот на 8 мај е јасен. Или враќање назад кон минатото со ВМРО, или одење напред со нас. Со мене, со СДСМ, со коалицијата за европска иднина, со нашиот председател Стево Пендаровски. И затоа ве повикувам, излезете на 24 април и на 8 мај, изокружете го бројот 1. Дајте го гласот за Европска Македонија и заеднички да им обезбедиме сигурна иднина на нашите деца и идни генерации. Сигурна иднина со нашиот председател Стево Пендаровски. Сигурна иднина со Сања Лукаревска и Љупчо Николовски. Сигурна иднина со Билјана. И сигурна иднина со сите кандидати на коалицијата за европска иднина. Да сте ми живи и здрави, нема откажување од европскиот пат на Македонија и нема откажување од иднината. Да живее Европска Македонија!